Ке разговараме за локални избори и за предстојниот попис со лидерот на партијата Демократи Јорго Огненовски. Добро утро, добро дојдовте во студиото на утрински брифинг. Добро утро, благодарам за поканата. Добро утро на гледачите. Прво, дали се подготвувате за локални избори, како вашата партија ќе настапи на предстојните локални? Сигурно се подготвуваме, ние мора да се подготвуваме. Нашата партија ќе настапи и разговараме со други партии, заеднички одиме и настапуваме со МОРО, работничката партија, разговараме и со други партии и се разбира издруженија кои што сакаат да направат промени, кои сакаат нешто да се промени во оваа држава, и не е само да се оди на избори. Знаете дека што ни се случува веќе 30 години, кои се на власт. Ние, кога зборуваме за избори, немаме доверба во овие избори. Тоа ни се случи сега и во Штип, ни се случи и за парламентарните, подредни парламентарни избори прошлата година на 15 јули. Значи, ние не веруваме дека овие избори се легитимни, напротив се криминални. Ние гледаме од таа гледна точка кога Зошто ги оценувате како криминални однапред? Па видите зашто. Затоа што 30 години се врши криминал на избори, тоа се знае. Пример, ако почнеме со подкупување, се оди кај сиромашни граѓани, не само кај роми и кај македонци, албанци, турци, се користи таа прилика за ситна пара, ги подкупуваат. Тоа е огромен криминал. Тоа е невиден криминал. Тоа треба да се донеси закон, најмалку минимум 10 години да лежиш во затвор ако подкупуваш. Не е битно дали еден подкупуваш или подкупуваш 5000. Друга работа е притисокот што се врши. Значи, луѓето што се вработени во јавните администрации се прави огромен притисок, се прави притисок на бизнисмените, луѓето што имаат мали или големи бизниси, да гласаат за нив. Тоа е криминал. Значи, ако некој те тера со сила или ќе ти пуштам инспекција, па ќе дојде управа за јавни приходи, па ќе ти уништи бизнисот. И тоа не се случува. И да не зборувам ние, зошто мислиме дека изборите, пример парламентарните беа криминални? Поднесовме ние до ДИК, Државната изборна комисија, жалба, дека сакаме да ги видиме 33.000 неважечки ливчина. Тие вика немате докази вие во тоа да не веруваме, немате докази. Што докази? Како јас можам да видам ако не ги избрам? Предложивме со експерти и ние исто и другите политички фактори што бевме во кампањата да ги погледнеме, да видиме зошто и каде се најневажечки ливчина. А ако се пример на демократи најповеќе, значи ни скратиле толку или на друга политичка партија. Друга работа, кај е проблема? Дадовме жалба до Управниот суд. Управниот суд, 5 суди седат таму, се појавуваш, ти вика немаш доволно докази, а исто баравме да се пребројат гласовите. Гледате што се случи сега во Америка. Значи, преседателот поранешен Трамп побара да се бројат гласовите во одредени држави, беше дозволен. Јас велам дека во законот треба да седи и мора да има закон, во изборниот законник, што јас лично и партијата моја и други луѓе, други партии го сметаат, од законет криминален законник кој што е донесен во собрание во корист на политичките партии што постојат. Се разбира, се знае тоа СДС да помене ДУИ и нивните политички полтрони, што ги викам јас, кои што сакаат да донесат закон во нивна корист. Значи, тука се работи и за минутажа дозволено колку ние да се рекламираме, а колку партиите што имаат пратеници. Исто финанси, тие добиваат од државата, од нашите пари, што ги викаме с народни пари од буџетот. Ние добиваме, пример, 5 милиони, од кои 5 милиони 90% се делат за парламентарните партии. А почнуваме со нови избори од нула. Значи, ние во секој поглед сме ставени во позиција да немаме не предност, не бараме предност, да бидеме равноправни. Значи, доволно ова што ние, како може Управниот суд да не ни дозволи, а ние сме учесници и се разбира на другите партии што бараа, сите што бараа бевме одбиена, и кажам, беше немаме доволно докази. Што треба ние да ги сликаме, да одиме да запослуваме приватни агенти, да ги пратат па на дело да ги фатат? Затоа ние не веруваме во изборите и се разбира одиме на овие избори затоа што ние мора да одиме. Ако не веруваме, народот да знае дека постои и други политички субјекти како Демократи или Работничката партија и ако ни се придружат други заеднички да одиме на овие избори, градиме блок кој што се бори против, јас велам и секојаш го кажам во Столничкото. Што ќе биде вашата понуда на овие локални избори? Па видите, најважна понуда ќе биде промена, значи од редовите на ДПМН, СДС, ДУИ
и нивните коалициони полтрони, што помалце да добијат градоначалници, промена, што помалце советници. Нашата понуда е многу едноставна. Градовите не се само за да се работи не еден градоначалник, зборувам не модерен, ама во 21 век, градоначалник е глупо да се расправа само со комунални потреби, со канализација. Станавме градоначалници на канализација, на патишта низ градо, на дупки покрај. Не, ние нудиме, значи, прво што е најважно, демократија, да се укини плачката во општините што се врши од касата на општината, да се спречат тие политички криминали, стопански криминали, мито, корупција. Нудиме, значи, за граѓаните да имаат неверојатно добар сервис кога сака да за се од документи. Денес ти бараат крштеничи, ако помини 6 месеци да вадиш ново. Глупости за да ти земат 150-200 динари и не е само за парите да те измалтретират. Нудиме економија. Значи, ние сакаме градоначалниците идни да градат фирми, фабрики, да привлекуваат инвестиции. Секоја општина треба да си работи за себе, а се разбира држава како држава после заеднички, ќе се помагаме. Значи, јас ако бидам кандидат на Скопје, треба да размислувам Скопје да оди напред, а не да дозволиме да ни пропаѓа економијата, да има невиден криминал, младите да ни заминуваат во странство, фамилите да се растурат. Па не може и вака, бе, знаеме дека се тешки криминалци. Зборувате за промена, бидејќи цело време постојано оние кои се во опозиција зборуваат дека ќе направат промена кога ќе дојдат на власт, но кога ќе ја преземат функцијата која и да е, во реалноста гледаме дека и не се случуваат големи промени. Сакам да кажам, пазарот дома и на пазар не е ист. Голем дел од оние кои дојдоа на власт пак сега се повикуваат на оние лоши наследени состојби. Имате ли план и капацитетни луѓе кои можат овие лоши состојби, кои можеби не ги земате во предвид додека го зборувате ова, да го износат тој процес до крај или да ги направат вистински тие промени? Ке потсетам, дел од градоначалниците ветуваа дека ќе го сопрат градењето, дивењето, соди во градбите, но во реалноста кога дојдоа на функција, повторно рекоа, таков е деталниот урбанистички план, не можеме ништо да направиме и некои работи останаа такви какви што се. Видете, ние имаме капацитет, бидејќи не само во нашата политичка партија или, да речеме, или други политички партии, кои што стварно се против ова што ни се случува, имаме граѓани. Овој народ има квалитет, има стручњаци кои што не се користат. Сега зошто и каде ќе дојдеме до ситуацијата затоа што во 30 години да помне СДС, ДУИ и другите коалициони партнери што му се потрончина, тие се истите луѓе, само генерацијски се менуваат. Замина овој председател, беше Бранко, дојде Зоран, замина Груевски, Лупчо, дојде Мицковски и така натаму. Тие се деца и така некако се учат и се навикнати да лажат и на свој начин и некој од нив и да крадат и така натаму. И ништо да не направат. Нив нема одговара урбаната мафија во еден град да престани, затоа што земаат мито. Мене градоначалник ми има кажано: Јорго, ние вас ве браниме како граѓани. Како не браните? Јас се зачудев тоа пред 10 години. Лего во негова канцеларија. Па така рече, мене доаѓа, вика, граде човек што сака да гради пример зграда и ми дава плик со 30-50 евра да му дам маркица. И јас сега треба да речем, ставам сум на ситуација, наводно се правда, дека да речам не, јас нема да го земам плико за да ти земиш маркица, наместо таму да се градат паркови или не знам што, поголеми булевари, да имаме тротоари. Гледате, урбаната мафија диве, ама урбаната мафија е поврзана со градоначалниците, со политичарите. Затоа што ако имаме честни политичари ќе променат законот, викаш дека не можеле, тоа било дуп, тоа било во направен план, градежен план кој што не можел да се промени. Па се може да се промени. Например, ние велиме 91 па навамо направена е криминална приватизација. И вика некој, тоа е поминато, не може да се чепка. Не е точно. Затоа што кога во собрание се донесе тој закон да се направи таа криминална приватизација, се изврши, значи, злодело према народот,
према народот, бидејќи тие фабрики и сите други, значи, капитални обекти се собственост на народот, не се на 20 директори и на 5 политичари обрат. Значи не се нема волја, бидејќи на власт за жал доаѓаат луѓе нечесни и јас можам да кажам повеќето од нив се криминалци. Дали вие ќе се кандидирате за некоја градоначалничка функција и може ли да ни откриете кои се луѓето кои ќе ги кандидирате или барем предложите за кандидати за градоначалници? Па јас не знам да ви кажам дали ќе се кандидирам или не. Размислувам на таа тема. Ние немаме уште, имаме во план одредена група на луѓе кои што разговараме и бараме нормално да се тоа честни луѓе, способни луѓе кои што ќе работат, ќе бидат лојални на општината, на граѓаните, на жителите и стварно се способни да направат нешто. Не е само, знаеш, да бидеш избран како што ни се случува, конкретно случај, јас сум битолчанец, имаме во Битола професор по математика кој што 3,5 години се скрила негде, ништо не работи за градот пропаѓа, а исто тоа пред тоа имаме градоначалници кои што го уништуваа градот. Значи не е само да стави, стварно е срамот овие големи политички партии наводно, уствари не се тие големи, ти се срам на ова држава. И јас давам предлог да се укина во централниот регистар, да не постојат затоа што произведуваат најповеќе криминалци од нивните редови и 30 години докаже, што вика она наша пословица, делото го краси човекот, докаже дека се тие злосторонички партии кои што само се влезени во политика, прераснаа од политички партии во мафијашки здруженија за да го уништуваат овој народ, да уништуваат Македонија. Гледате што ни се случува. Значи, не е лесно да најдеме добри, квалитетни луѓе, професионалци и честни. Не, не е лесно. Но бараме и ги повикуваме весела прилика ја користам сите од Македонија, кои што мислат дека се тоа што го кажав, честни професионалци, лојални, го сакат народот, сакат Македонија, си сакат својата општина, да не контактираат, имаме на Facebook, имаме веб страница demokrati.mk, слободно да не контактираат, да ни пуштат резиме, бидејќи ние сме отворени за секој да биде наш кандидат. Сакам да ви поставам прашање и за пописот, оваа статистичка операција која одамна кај нас во нашата држава е претворена во политичка операција. Имавме еден неуспешен процес со децении, немаме попис и навистина е крајно време со оглед на тоа дека дури афричките држави можат да ја спроведат оваа статистичка операција. Каков е вашиот став за она што сега се случува на политичката сцена кога е пописот во прашање? Најголемата опозицијска партија го собира потписи, можеме и да ги видиме по градот како ги собираат потписи за укинување на тој закон и каков е можниот исход доколку поддржувачите на ВМРО ДПМН одбијат да се попишат? Видете, јас секогаш велам и иако демократи и други луѓе се разбира, има доста луѓе, повеќе има луѓе во Македонија, да кажеме, кои што не веруваат во легитимноста на пописот. Прво, најважно е да се најде причината како ако е некој болен, треба да знае до тоа што е болен, да се диагнозира па да се лечи. Значи, најголемиот проблем во Македонија што 30 години владеат на власт, значи, политички профитери, манипуланти, криминалци и понекои психопати од политичките партии СДС, ДПМН, ДУИ, нивните коалициони полтрони, кои што на место да креираат благодат за оваа држава последните 30 години, се гледа на дело дека тие креира, значи, ужас. Ужас кога викам нешто како да сме, јас велам како Македонија, ние како народот што живее тука, значи сите ги спомнам, македонци, албанци, турци, роми, власи, значи буквално бошњаци, торбеши, срби и сите други што живеат овде како граѓани на оваа држава, ги имаме истите права. Наместо да работат за Македонија и за нас, тие нас не уништуваат. Видете што ни се случува. Прво што направи, не осиромаши. И психички, и финансиски. Многу опасна работа се случува сега кога одиме на терен, зборуваме со луѓето, тие вика не веруваме на никого. Добро, но попис мора да има една држава. Врз основа на тој попис се прават сите понатамошни статистики. Само да докажам сега зошто луѓето не веруваат на овој попис. Зошто некој бери потписи покрај тоа што ДПМН бери потписи? Те немаја потреба да берат потписи, ова е реклама нивна, дека се грижат за народот и така натаму. Има доволно пратеници во собрание. А има и доволно време на власт, па не го спроведе. И не спроведе. Значи нас
бидејќи од овие причини никој не верува, јас лично, другите луѓе не веруваат дека пописот го спроведува владеачката партија, да речеме ДУИ, СДС и со нивните коалициони партнери. Бидејќи тие толку години уништуваа, лажеа, ние веќе не веруваме на нив. Јас предлагам и како дипломиран економист, и мораме ние да имаме попис не на 10 години, бидејќи нашата држава е во катастрофална економска криза, се разбира во секој дел од општеството, и економија, и образование, и инфраструктура, и животна средина, и така натаму. Значи, сме ги запоставиле ранливите групи. Катастрофа, значи, живееме во, јас викам, ја претворија во некоја си, да речеме, депонија. Токму затоа и ни треба попис. Да, и ни треба пописо, и јас велам дека не на 10 години. Ние треба наредни, да речеме, 2 децени да правиме на 5 години попис. Додека се среди државата и економски во секое поле. Значи, треба да правиме. Јас сум за попис, но не сега. Во април за овој попис. Зошто? Затоа што никој не верува, или поголема група на луѓе не веруваат во овој попис. Ние што треба? Сега да седиме вака. Значи, партиите кои што имаат претеници, не се само во партија која што е на власт да одлучува, значи да разговара и со опозицијата, и тие што се на власт и што имаат претеници, и ние што има веќе партии ново формирани последни 2-3 години, 5 години, кои што немаат своји претеници, да се разговара, да повикаме народот, повикаме здруженија, експерти, да се направи дебата, нека биде 6-месечна дебата, да се донесат, значи, законот, да се така да биде, да се спречи лагите и криминалите. Ние знаеме дека попис немаме од 2002, знаеме кога екс-премиеро кажуваше дека пописот се во 2011-12 кога беше, зошто пописот се прекина, затоа што сумњаја, тој не сакаше да каже, сумњаја дека некој ги краде гласовите. А ние гледај имаме неголем проблем. Македонците не веруваат во пописот, албанците не веруваат во пописот и другите етнички заедници не веруваат во пописот. Зошто? Затоа што албанците мислат дека ќе бидат изброени помалце. Да, сите имаат своји причини зошто да не веруваат. Меѓу другото, па и ако ги прашате граѓаните, дел од нив и не веруваат во слободни избори, но избори мора да има. Се разбира. Значи, причината што ја кажувам зошто сме дојдени во оваа ситуација, наводно поголема група да не верува. Дали ќе го поддржите? Го поддржувате ли ви овој попис или сепак ќе го следите примерот на ВМРО, па ќе ги повикате вашите поддржувачи да не се попишуваат? Видете, ние не го поддржуваме овој попис, да го поддржуваме како така, ние бараме овој попис да се одложи, како што кажа, значи да се собериме сите ние и се разбира со експерти, граѓански непрофитни организации, сите институции, да се донеси закон како ќе се заштити. Значи, спроведување на пописот мора да биде легитимен, мора ние да веруваме па да одиш на попис. Затоа што ако не веруваме, треба да викаме на бојкот. Ние не викаме на бојкот. Зошто? Треба овој народ да знае дека некој постои овде што мисли поинаку, има поинакви идеи за доброто на Македонија и за нас, народот. Ние сме дел од народот. Така да ние нема да повикуваме на попис, затоа што тоа е нешто најглупо да викаш бојкотирам. Еве, например, викаат за изборите. Кај бојкотираш? Ти нема да излезеш, ти има доволно гласачи, пак ќе победат. Така е точно. Така да она ми беше зборот дека да, само да кажам ова мислата дека и македонците не веруваат, плашејќи се дека можда албанците ќе направат. Не зборувам албанците како етничка група, како народ, зборувам албанските политичари, кај нас кои се покварени. Кај нас се покварени и се криминалци, значи албански политичари, македонски политичари, ромски политичари. Гледате 30 години практично го покажуваат. Инаку ние македонци, албанци, роми, турци, сите ние сме супер народ. Ние мора да живееме заеднички. Јас сум живеел многу години во странство во Америка. Јас сум научен на демократија и да, сакам да имаме попис, али не сега во момент додека не се обезбеди, значи, легитимност и да се обезбеди дека немат да се крадат или да се допишуваат. Не е битно од која страна. Господин Огненовски, благодарам што бевте гостин во денешниот утрински брифинг. Има време до локалните избори, а пред локалните ќе ве повикаме повторно, па и да ни ги презентирате имињата кои планирате да ги кандидирате. Благодарам на поканата, сигурно тоа ќе го направиме.